Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. На Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестри. Защо сме денеска собрани под сводовите на овој древен, богородичен храм и манастир? Одговорот на ова прашање на најдобар можен начин го исчитавме денеска, читајќи го евангелското четиво, извлечено од Евангелието според светиот апостол и евангелист Јован. Таму, каде што на самиот почеток од денешната евангелска перикопа Христос ни ги упатува најубавите зборови што убото човечко може да ги чуе. Затоа дека ќе не познаат како негови само под еден единствен услов, ако имаме љубов меѓу се. И љубовта, најмили мои, е причината зарад која што саноќ останавме во оваа света обител да принесуваме молитви Богу за нашите браќи и сестри насекаде по светов, кои што овој ден на погрешен начин го разбрале и на погрешен начин го користат, се разбира, претварајќи го во парче откинато од историското време и претворено во идол на кој што му се поклонуваат. Едно од многуте златни телиња на кои што современиот човек му се поклонува е и почетокот на календарската граѓанска година. Погрешноста произлегува од безсмисленост на овој ден, кој што според ништо не е подруг од сите други 364 денови во година. Ако ми докажете дека овој ден е нешто посебно и подруго од другите дни, јас ќе ги прифатам вашите аргументи. Но тоа што е 1. јануари во граѓанската година може да биде секој друг ден од 365 дени. Секој друг ден. Зошто ние православните не се согласуваме со начинот на празнување на овој ден? Не можеме да го игнорираме, зашто според времето од граѓанскиот календар определено се одвива и нашиот секојдневен живот. Но во тој календар не гледаме ништо посебно. Освен дисциплината, според која што е нормално и природно да се има, за и на тој начин да се покаже лојалност кон татковината во која што сите ние живееме, бидејќи во неа сме се родиле како прекрасен плод или производ на љубовта на нашите родители. Затоа во истото евангелско четиво
Braće i sestri, sitjot apostol Jovan gi zapišuva zborovite Hristov, deka ovoj svet ne mrazi. Ne mrazi kako hristijan. I potom Hristos dava objašnjavanje zašto ne mrazi. Zato što sme njegovi, a njegov šte pred nas go namrazi. I sega se nije jasno. Zašto pravoslavna crkva emeta na site napadi? Zašto pravoslavните narodi se bo postojana vojna? Zašto pravoslavните narodi dava toliko nebrojeni žrtvi? No tije žrtvi ne se vo prazno frljeni, tuku za dobrotu i za jedinata na celo to čoveštvo i na siot svet. Znači, nije sme Hristovi. I nam, osvem toj Bog, drugi bogovi ne ni treba, бидејќи друг Бог освен Него не постои. И само Нему му се поклонуваме и Него го славим. А секој друг, така наречен Бог, со индигнација го отфрляме, со чувство на згрозеност од оној кој што ги произведува тие богови. Зашто производителот на тие богови е умот човечки без Бог. И тој има потреба да не направи зависници од неговите производи. Обезбожениот ум човечки, умот на гордиот човек, како што се изразува Достоевски на едно место, и поради што тој со право упатува повик до тој човек. Горд човек усмири се. Наспроти, еден друг советски писател, кој што го глорифицира човекот во максимата човекот колку гордо звучи. Ние како деца во школите ги читавме тие максими на познатиот руски писател Максим Горки. Да. Али Максим Горки е представник на едно множество на луѓе кои што одбиваат да се Христов. Тие сакаат да се заробени во овој свет, од овој свет, фасцинирани од неговата убавина, заборавајќи дека и убавината на овој свет произлегува од Творецот на овој свет. Овој свет е убав затоа што е убав тој што го создал овој свет. Создателот на овој свет својата убавина, својот божествен лик го втиснал во тестото од овој свет, ко просворникот во тестото од просвората. И кога го гледаме, кога ги гледаме планините, езерото, не можеме да ни, или небото и звездите на небото, не можеме да не ги кажеме зборовите на Восхит од нашиот Константин Миладин. Но, драги мои браќи и сестри, денеска се молевме за сите зависници од овој свет без Бога, за зависниците од овој свет кои што не знаат за Бога, кои што им се предаваат на страстите, на пијанството, на дрогата, на блудот, на сите страсти
што го убиваат животот од Бога даден на дар. Ние денеска се молевме за нив, за Господ, да ги сочува и да ги спаси од сите глупости. За оваа ноќ, да не им биде најлудата ноќ во нивниот живот, туку најпаметно, најумно поминатата ноќ во нивниот живот. Затоа денеска се собра. И за да му кажеме на Христос дека сме Твои, Господи, и само Твои, и тука сме за Тебе да Ти служиме, тука сме за Тебе да Те славиме, Господи. Тука сме за целите себе си да се принесиме на љубовна жртва за Тебе, онака како што Ти себе си се принесе на жртва за нас и за светот во кој што живееме, односно за наше спасение и за спасение на светот. Грижата на Господа е за секоја честичка од која што е составен овој свет, за се што живот носи. Евангелистот прави дури споредби. Вели, Господ се грижи и за малечките пиленца, за врапчињата и слабејчината, што ги принесуваат луѓето на жртва. Тој и нив не ги заборава, бидејќи се негова творба. Не знам, не се сеќавам сега на точната бројка за која што се зборува во денешното евангелско четиво. 10 ли беа птици за 5 пенези можат да се купат. Им вели Христос на апостолите: а колку ли сте вие поскапи од тие птици? И влакната на вашата коса се изброени и без допуштение Негово, Божие, не може да се случи загуба ниту на едно влакно од косата наша. До тој степен Господ е надвиснат над нас во грижата за нас. А ако е така, од што ќе се плашиме, браќи и сестри? Што е тоа што може да не исплаши? Со што може да не исплаша? Освен со тоа, зашто денешното Евангелие исто така зборува. Вели, оние кои што не мразат затоа што Христа Господа пред нас го намразиле, ќе не истеруваат од синагогите. Пазите, во синагогите се луѓе облечени во мантии, но лажни мантијаши, инфилтрирани во Светата црква, со една единствена цел, црквата однатре да ја разградува, да ја урива. Таквите свештеници ќе не истеруваат од синагогите. И ќе дојде време, вели Христос, кога ќе ве убива, мислејќи дека на тој начин на Бога му служи. Секој време има такви симптоми во себе си, поради што секоја човечка генерација живее со мисла дека го живее крајот на светот. Па и нашево време е преполно со такви симптоми, за кои што зборува Свети Јован, богослов и евангелист во неговата апокалипса, во неговото откровение. Но никогаш не се знае сатанската и човечката злоба на кој начин и од која страна ќе не зграбча. Но, браќи и сестри, оној
što umira čuvajki go životom. Umira so večna smrt. I onoj koji što umira za Hrista Gospoda, umira za večen život. I to nije kaženo. I od ta strana nemamo od što da se plaši. Vreme je definitivno da zastaneme so Hrista Gospoda, da svedočime njegovata radost, njegovata ubavina, njegovata dobrina, njegovijot nesmrten život, so kogo što se hranime, sekugaš koga mu priođame na svetijot putir. Najmalku jednaš vo mesecu treba da se pričestuvame, za da ostaneme členovi na Svetata Crkva Božja. A najmnogu po blagoslov na Otecov se razgubi. Smetame deka ne sme dostojni za poveće od jednaš vo nedelu. Ama ne bez posta, ne bez molitva, ne bez pokajanje, ne bez ispoved. Ko je to što kad vi reći neka beseto, to možete da se pričestujete? To može samo lud, bezumen sveštenik da bi go kaže. Potrebna je podgotovka. Da se postite, što gi blagoslovila Svetata Crkva Božja. 4 golemi posti, sekoja sreda i sekoj petok, bo nedelata. Da imame molitveno pravilo od našite duhovni rakovoditelji utvrdeno kako takvo. Da se ispovedame i da živeme v pokajanju. Vidiki sme grešni. I slušame zborovite na svetiovan zlatost, sekogaš komu priođame na svetijot putir. Jas koji sam pogrešen od site okolo mene, ti priođam, Gospod. Sve koji su takvo znanje za sebe si priođa da se pričasti. Togaž, koliko je besmisleno da kažete, pa ne sam dostojen za da se pričastam. A koga, brate, i koga, sestro, ke se udostojiš? Koga? Nikogaš. Koga ti nema da budeš grešen ili grešen? Ke ima li den vo tvoj život što ke bude tako? Ne. A grešime na site možni način. I so um, i so srce, i so oči, i so jazik, i so uši, i so nos, i so race, i so noze. Na site možni načini po bezbroj pati vo sekoj den od našeg života. Da bideme razum i realno se razviti. Kon to što sme vistinski. A djavol ni došepnuva idejata za nedostojnosta, za da ne odvleče od svetijog puta. Za da ne se pričestuvamo, za da ne se hranime so Hrista Gospod. A to će ni podmetne lažna hrana, no ta njegova hrana ne oživotvorува, tuku ubiva. I така живеейки 6 недели се спремавме за големиот празник, раѓање на нашиот Бог и Спасител, во теловениот и во човечениот Логос Божи. Тој ден е пред нас. За неколку дни ќе влезиме во радоста од тој ден. Но во радоста од тој ден не може да се влезе без да се живее постот и молитвата од Светата Црква благословени да станат наш живот. Наш живот е животот на Светата Црква. А Светата Црква Божја е распната црква, браќи и сестри. Таа е вистинска само тогаш и секогаш кога виси на крстот, секогаш кога е распната, а секогаш кога ја си минјаат од крстот,
та престанува да биде тоа. А црквата не се бетоните, железата и стаклото, туку ние овде собрани. А тоа значи дека ние сме распнатите, односно со распнатиот Христос. Тоа е нашиот живот. Затоа добро кажа еден наш современик. Ние не чекаме подобри времења. Ние го чекаме Христос. Амин.